Навеста дека некоја институција била хакирана и биле украдени податоците на известен број граѓани, честа реакција е дека на кого му требаат моите податоци, што ќе земе, што може да ми направи. Меѓутоа, кога по известно време после тој напад те забележите дека ви недостигаат пари на банкарската сметка, сваќате колку е сериозна таквата ситуација. Токму од тие причини за сериозноста на таквата ситуација, денеска зборуваме со Љубица Крстевска од Women for Cyber организацијата. Меѓутоа, не зборуваме само за тоа, зборуваме и за тоа како да изградите кариера во сајбер безбедност, особено за жените. Ако знаеме дека во светот има 3,5 милиони слободни работни места во доменот на сајбер безбедност, можностите се огромни. Погледнете ја новата епизода на Newbiz. Љубица Крстевска, добре дојде во Newbiz. Благодарам, добро ве најдов. Ако го прашаш ChatGPT, кажи ми нешто за Women in Cyber или For Cyber. Вели, тоа е непрофитна европска приватна фондација посветена на промовирање, поттикнување и поддршка на учеството на жените во областа на сајбер безбедноста. Се фокусира на намалување на родовиот јас во работната сила во сајбер безбедноста, каде жените во моментов представуваат имаат мала процентуална застапеност. По право ли е? Па можам да кажам дека добро си ја обавил задачата, собрал корисни информации и всушност ги представил основните цели или вредности врз кои што почива организацијата и она кон што ние се стремиме како организација и во меѓународни, односно во рамки на Европска унија, бидејќи тоа е фондација формирана од страна на European Cyber Security Organization на Европска унија, но и во рамки на она што значи национално поглавје во Македонија, Women for Cyber во Македонија. Сега, понатаму, ако сакате, можеме да проговориме повеќе за ова. Сигурно сум дека знаеш повеќе од ChatGPT за се и за иницијативите и за глобално и за локално. Оно што јас сакам да го слушнам, оно што ChatGPT сигурно не може да ни го даде, а тоа е емоцијата, вредноста. Што е оно што ти го гледаш и во глобалната иницијатива и зошто сакаш да ја пренесеш во Македонија? Па вредноста е она што го детектираме еве кога имаме некои да речеме обуки или некои случувања кои што вклучуваат жени од сферата на сајбер безбедноста кои што се наши членки. Ако ги прешете, прво ќе видите дека е тоа комјунити, односно чувството на заедница, бидејќи ако тргнеме од таму дека жените во сајбер безбедноста во македонски рамки се уште немаме бројки, но на добар пат сме да обезбедиме квантитативни и квалитативни показатели за жените во сајбер безбедноста, но еве ќе земеме во светски или во европски рамки, таа не е повеќе од 25% од вкупната сила, значи во сајбер безбедноста застапеноста. Тоа сосема го оправдува постоењето, односно потребата на жените да припаѓаат кон некаква заедница што ги обединува. Зошто е тоа битно? Тоа е првата вредност која што ние обезбедуваме како цел, затоа што тоа е комјунити, ако обрнете внимание на името, ние сме Women for Cyber, значи жените за сајберот. Не велиме ние што е она што сајберот може да направи за нас, туку што е она што ние како дел структура можеме да направиме за сајбер безбедноста. И тука ние се обединуваме, значи ги обединуваме жените, нудиме можност тие да покажат што е она што им е потребно и ние да го обезбедиме преку различни фондови, преку различни проекти, она што нив им е потребно. На тој начин ние враќаме во заедницата, значи враќаме уште повеќе профилирани, стручни кадри жени, кои што се вклучуваат во секупното општествено живење на високи позиции, значи на позиции за одлучување и на тој начин, но и она што значи свесност за сајбер безбедноста воопшто. Вака кога те слушам, секогаш се наметнува прашањето, во ова не се влегува случајно. Ова не се прави туку така, јас седев сега и ми текна, чекајте влезам во ваква една иницијатива. Ај малку да се вратиме на твојата лична приказна, на твојата лична професионална приказна пред се, како стигна до моментот Women for Cyber? Па да, тоа е една, всушност Women for Cyber Македонија е една приказна која што стана македонска приказна, меѓутоа почна како моја лична приказна. Некаде, уште мислам дека беше 2019 година, бев поканета како панелист на DigiConnect, тоа е универзитет, летен универзитет формиран од страна на, односно се спроведува од страна на Европска унија.
И јас имав честа да бидам во Европската комисија, каде што се одржуваше панелот. И тамо имаше едно интересно, јас тамо настапував од позиција на експерт за заштита на лични податоци и приватност, бидејќи тоа е мојата професионална позадина веќе 15 на години и повеќе, од времето кога е донесен првиот закон за заштита на лични податоци во Македонија. И тамо, дискутирајќи за приватноста, заштитата на лични податоци, го добив прашањето: што мислите, дали приватноста или заштитата на личните податоци треба да влезе во рамки на точно на оние подрачја што се покриваат од страна на сајбер безбедност, бидејќи претходно, да речеме, кога имаше панели на кои што се зборуваше сајбер безбедноста, рече се никогаш немаше некој кој што зборува за приватност или заштита на лични податоци. Но сега пак веќе нема панел за сајбер безбедност на кој што нема еден па или повеќе говорници што говорат за за заштита на лични податоци. И од тука, после овој настап, имавме ние некој состанок на кој што ми беше предочено, значи дека се планира да се формира една таква организација, и тоа најинтересно е што организацијата Women for Cyber зад оваа идеја во глобални EU рамки стои маж, кој што е дел од European Cyber Security Organization, Luigi се уште, и од него потекна идејата за обединување на жените во сајбер безбедноста. 2022 во корона времето, значи ние сме сите корона приказна, е формирана оваа фондација во Брисел. Ние веднаш, тоа е голем куриозитет за нас, тоа што добивме покана, односно јас лично добив покана да се обидам да формирам такво поглаве во Македонија. И веднаш по Шпанија сме второто поглаве формирано 21 година, што е куриозитет, бидејќи тоа се всушност поглаве на Европска унија. Сега тука е нашата големина, бидејќи успеавме да седнеме на иста маса со оние кои што се членки на Европска унија, а не да стоиме некаде настрана и да наблюдуваме. Какво знаење и какви, вака кога те слушам, се прашувам какво знаење прво, не само од аспект на образование, туку и од аспект на искуство треба да имаш, за да споиш од една страна работиш што со областта на законот, од друга страна работиш што со областта на технологијата. Затоа што мора да го споиме едното со другото, оно што е онлайн, оно што е нови технологии, оно што е нови начини на онлајнизмами, наспроти тоа со законските рамки, што е според закони, што е што треба да се усогласи во локалното законодавство за да може да ги почитуваме и европските прописи, меѓутоа и да го заштитиме населението во крајна цел. Па тоа всушност го прави сајбер безбедноста, го обединува. Еве ќе дадам и од претходно уште еден пример. Ако порано се сметаше кога ќе се спомене сајбер безбедност или кибер безбедност, што е еден многу за мене интересен превод, тогаш се мислеше дека тоа се IT луѓе или луѓе кои што завршиле нешто што е поврзан, имаат образовен бекграунд кој што е поврзан со технологија, меѓутоа или IT, но ако ја направите сега анализата, ќе видите мултидимензионалноста на сајбер безбедноста, бидејќи сајбер безбедност само IT или технологијата или системите е само еден аспект од сајбер безбедност. Имено првиот аспект е она што значи правен аспект, она што ти го спомена, значи регулативата, законодавството, тамо се произлегува. Затоа што и за да наметнеш безбедност како решение, за да немаме, да речеме, кражби на податоци, да немаме било каква злоупотреба на податоци, мора да имаш прво законско решение. Зошто? Затоа што така наметнуваш обврска. Прво за тие што креираат нови услуги или креираат нови добра, мора да знаат дека мора да вградат одредени стандарди или аспекти на заштита или одредени аспекти на приватност во некој нов производ. Ако немате обврска законски, ако немате казна која што стои, до култура на такво однесување корпорацијско, многу тешко ќе дојдете. Факт е дека и најголемите компании, ако не се притиснати по тоа дека мора да стартуваат со некаков минимум стандард на заштита, приватност или нешто, се многу мал дел од нив самите ќе го направат. Тоа значи имаат вградена корпорацијска култура на почитување на приватност или заштита, безбедност и така натаму. Сега, значи, и така ги поврзувате со останатите аспекти, например социолошкиот аспект.
се што се случува, сите нови производи, сите нови системи, се што е во сајбер безбедноста, да не зборуваме за социјалните медиуми, затоа се нарекуваат социјални, затоа што се поврзани со социјалните, со психолошките аспекти. Значи, една широка лепеза на кадри пред се, со различен бекграунд искуство, ја даваат она што се нарекува целосна слика за тоа што е сајбер безбедност. И затоа тука сакам да споменам една иницијатива за која што баш вчера прочитав во Македонија и ми израдува, дека ако ја отворите класификацијата на едукативни профили во рамки на Министерството за образование и наука, ќе видите дека тамо нема квалификации кои што се однесуваат на различни профили во сајбер безбедноста. И сега тоа е започнато за стандарди за квалификации, затоа што тоа ќе го овозможи профилирањето на кадри во сајбер безбедност, односно се препознаат, бидејќи со право луѓето велат: а што е тоа сајбер безбедност? Кој го работи тоа? Како ти, бидејќи јас сум по образование правник, значи меѓународно право, како ти работиш во сајбер безбедност? Кога ги спомнуваш образовните институции, морам да прашам токму ова што го кажуваш, велиш немаме ние образовни институции, меѓутоа какво е расположението? Сигурно како иницијатива сте им пристапиле да видите, ако ништо друго од надвор да изанализиралете, кои образовни институции во Македонија би можеле да имаат потенцијал за да креираат курикулуми за едуцирање на таков кадар. Каква е атмосферата? Па атмосферата, морам да кажам дека има, значи, големи поместувања во таа смисла. Тоа си го прави најверојатно и конкурентноста и најверојатно фактот што, еве да речеме, IT кадрите во рамки на сајбер безбедноста, ако ги анализирате извештаите, да речеме, на Масит, односно што се занимава со компаниите, ги представува компаниите во IT индустријата, ќе видите дека со години наназад тие спагаат нивните профили, односно во овие компании тие улоги или позиции меѓу најплатените. Исто така, фактот што во светски рамки има огромен гап, огромен недостаток на кадри во сајбер безбедноста и допрва таа бројка ќе расте. Еве ние спомнавме artificial intelligence, machine learning или така натаму. Значи, тоа уште повеќе ќе ја зголеми потребата. На тоа рефлектираат образовните институции, тоа помага и фактот што имаме приватно образование, значи конкуренцијата уште повеќе расте. И во таа насока морам да кажам дека особено факултетите од типот на Финки, Фейт и така натаму се оние кои што предводат таа активност, но исто така тука морам да споменам дека кај нас има исто така и постдипломски студии за сајбер безбедност преку Војната академија. Значи тоа е еден од сегментите, но тоа се студии кои што се специфично целосно посветени преку програмите на сајбер безбедноста. Но сајбер безбедноста може да се изучува и како програма и во рамките на други факултети. Да речеме правото на приватно заштита на лични податоци, споменав јас и на правниот факултет може да се изучува тој дел. Сега, од друга страна, капацитетите на, бидејќи за тоа мора да имате и образовни кадри. Од друга страна, затоа велам, капацитетот е на самата институција да оцени дали може да обезбеди и такви студии. Но работите одат напред. Има интерес на институциите на образовните институции за вклучување во нашата иницијатива, што е за поздравување и мислам дека и на самата наша организација требаше време малку и се уште го правиме тоа, да се етаблираме, да не препознаат луѓето и да ја препознаат девојките и жените вредноста во она што го правиме, но не само жени и девојки, туку нашата организација е отворена и вклучува и мажи, и момчиња, бидејќи тоа е многу битно ако градите свесност, ако сакате да прикажете колку навистина жените може да придонесат во сајбер безбедноста, тогаш мора да ги вклучите сите. А малку и државата со нека национална стратегија во таа насока, да има план, Министерството да поттикне создавање на такви курикулуми, не е на одмет. Апсолутно, и тоа во врска со, еве да споминаме само накус со стратегијата за сајбер безбедност, јас ја анализирав. За жал морам да кажам дека како збор жени, бидејќи факт е дека мора да примените некои мерки повеќе ако вашата цел е да зголемите учеството и да ги зголемите можностите за жените се вклучат во оваа област. Само еднаш се споменува како збор жени и се вели дека е прилагодена на жените. Меѓутоа, тоа само по себе
не кажува ништо, но не би сакала однапред да ја критикувам стратегијата. Да оставиме да видиме како ќе биде и преку мерки за имплементација на истата да ги вклучиме повеќе жените во област. Јасно. И сега кога зборуваме за кариери и ова што го спомена дека треба дека постои многу побарувачка за токму за кадар во овој домен, во светски рамки во 2024 се проценува дека имало 3,5 милиони непополнети работни места во областа на сајбербезбедноста, што остава многу простор за не само за жените, генерално за луѓето кои што сакаат да градат една таква барана кариера. Кои се позициите? Можеш ли да ни кажеш за некој што никогаш не е слушнал, а можеби не ни размислувал на темата, што би била работната позиција? Каков би бил описот кога би ја видел и си рекол, ова е во тој домен? Да, тука има една интересна анегдота, односно не анегдота, што ја споделувам секогаш ние секогаш кога имаме, да речеме, работиме со нови групи или со нови жени, девојки така натаму, особено со помладите, ги прашуваме како за вас изгледа некој, објаснете како изгледа профилот на некој што работи во сајбербезбедноста, и девојките секогаш велат тоа е редовно машко, кој што носи научари и работи пред 3-4 екрани. Значи, прво е самата перцепција кај жените или кај девојките дека тоа чисто машка професија, значи мораме да ги тргнеме тие научари, да ставиме други научари. И апропо тоа јас кажувам нешто друго, кога ме прашуваат како се чувствувате како жена која што работи во средина која што е доминантно машка, јас велам се чувствувам како јаготка на врвот на шлагот. Но тоа е мала шега. Сега имавме ние една работилница во Сараево, на која што имавме 30 на жени од регионот, меѓу кои што од Македонија, од нашето здружение, и тие исто така го имаа проблемот со профилирање. Значи беа жени кои што се заинтересирани да се профилираат во сајбербезбедност, но не се сигурни дали треба да се профилираат таму. Еве ќе ви кажам пример. Например, сега имаме курс за управување и менаџирање со ризици и законску согласеност, и тој сегмент токму за управување со ризици исто така спаѓа во делот на сајбербезбедноста. Законската усогласеност исто така во однос на оние регулативи или прописи што се однесуваат во сајбербезбедност, исто така спаѓа во делот на експертиза за сајбербезбедност. Да не зборуваме за IT аналитичари, за официри за заштита на лични податоци, исто така тоа спаѓа во оваа група. Сите оние позиции што спаѓаат под управување со податоци, односно data governance, од data stewards, data owners, значи катализатори, сето тоа спаѓа во една плејада на оние кои што можат и работат во рамките на сферата на сајбербезбедноста. Само што можеби најголемото незнаење, односно не е тоа што ние немаме свесност дека и тоа е сајбербезбедност. Значи, ова етичкото хакирање исто така е дел од сајбербезбедноста. Но тоа е нешто што, значи, допрва некои работи кои што треба да влезат во видното поле на публиката, еве да наречем. Кога те слушам за анегдотава што ја сподели во врска со стереотипот за некој кој што работи во сајбербезбедност, се потсетив на една ситуација. Имам братовчет кој што е во доменот на работи особено на сајбербезбедност, меѓутоа исклучува техничкиот дел затоа што е инженер и на тоа е насочен, работи за бразилска компанија. Меѓутоа претходно беше долго време во банкарски сектор. И седиме на кафе и нешто разговараме за неговата работа и ми вели во Македонија најдобрата личност за сајбербезбедност е таа и таа господја од таа и таа банкарска институција. И јас чекај сега, а јас знам господјата. Сериозен си? Звер, нема нешто што не знае. Зашто и да ти треба кај не се сеаваш? И одеднаш се фаќам јас истото. Можеби за мене е стереотип мојот братучет со години пред компјутер, а наспроти тоа имаме една господја која што кога ја видите, никогаш не би рекле дека е таков ум токму во доменот на заштитата онлайн и офлайн на податоци. Сега, кога зборуваме за кариерите, една од целите на иницијативата Women for Cyber е тој род of јас. Тие еднакви можности за кариера. Како се постигнуваат еднакви можности за кариера?
Првиот чекор е веројатно да им кажеш дека ама имаш можност, ништо не те спречува, или? Па да, тоа се неколку нивоа, значи кога зборуваме за еднакви можности, првата е она на која што постојано работите, тоа е свесноста, awareness, што е многу битна и тоа е една приказна која што никогаш не завршува. Значи тоа е нешто на кое што паралелно треба цело време да работите, како нешто што го повторувате постојано и тоа влегува некаде во подсвеста. Значи бидејќи за да изградите некаква свесност или култура на однесување треба време. Сега исто ви треба време за да ја разбиете таа мантра во главата дека тој што работи во сајбербезбедност е машко, носи научари и работи со неколку екрани пред себе. Тоа може да биде и жена блондинка, така, Да. која што исто така може да носи научари, затоа што не гледа добро. И тоа е првиот елемент на кој што мора да работите на општествено рамниште, но работите и на рамниште на заедницата и индивидуално тамо каде што сте, или еве на социјалните медиуми како еден мощен битен фактор во целата таа приказна. Вториот сегмент е дека мора да имаме предвид кога зборуваме за кариерни можности, за еднакви можности, е дека најпрво зборуваме за еднакви можности при едукација, односно на едукативно ниво, на образовно ниво, второ зборуваме за еднакви можности при влез на работно место и третата е кога зборуваме за еднакви можности за напредување, односно оној сегмент што нас не е особено битен. Зошто? Затоа што се покажало и во македонски рамки дека да речеме на овие факултети каде што се изучуваат предмети или програми што се поврзани со сајбербезбедноста, имаме многу повеќе девојки, некогаш повеќе од мажи, тие имаат и повеќе квалификации образовни, но кога ќе дојдат некаде во некој дел од својот живот, особено во периодот кога сакаат да се реализираат како мајки, основаат семејства па се грижат и за домакинство и така натаму, или грижа за останати членови на семејството, тука жените во тој сегмент се губат. Значи, не можат да стигнат до она место каде што се одлучува. А одлучувањето и во сферата, за да ја расширите таа приказна, мора да имате и во тој дел, одлучувачкиот дел е многу битен, затоа што таму се креираат политиките. Политиките на една организација или компанија или држава не се креираат на најниското рамниште. Мора да бидете во тој дел. Сега ние се обидуваме да ги анализираме тие работи. Во едукативна смисла, мислам дека во образовна смисла ги имаме предусловите за еднакви можности, освен она што велиме свесноста, меѓутоа во вториот дел веќе компаниите мора да почнат да размислуваат. Што е она што можат да го понудат на девојките или на жените за да влезат на некоја позиција која што се однесува на сајбербезбедноста и понатаму, што е она што општеството прво треба да направи, а потоа и самите компании, институции така натаму, за да обезбедат жените да дојдат до тој mid management или до high level management и да станат дел од одлучувачките структури. И многу битен сегмент да не заборавам, кога се граат кариерни патишта, тоа искуствено се покажало во однос на сајбербезбедноста, тие менторски програми, тие програми за рол модели, значи жени улог кои што ќе ви покажат дека можете да бидете успешна и како жена, и како мајка, и како она што го работите, се она што е многу битно кога бројките меѓу мажите и жените во одредена сфера покажуваат голема разлика. Кога зборуваме за генералната политика, недостигот на информации, ова и до некаде и од страна на самите жени реорганизација на приоритетите во известен период кога може би е клучен за напредување, како организација сигурно сте детектирале кои се клучните проблеми на кои што мора да се работи. Ако треба да избереш 3 нешта на кои што мора да се стави акцентот сега во овој момент со цел да имаме добра основа за понатамошен развој, што би кажа? 3 работи. Па добре, веќе тргнем од едно истражување сега што го имавме, што ги детектиравме. Најголемиот дел да речеме за жените кои што особено во онаа фаза која што споменав, кога се во години и со искуство кога треба да напредуваат, меѓутоа по други причини не можат толку целосно да се посветат на тоа. Флексибилната работа, значи флексибилното работно време,
е еден од предусловите. Второто, обезбедување посебен тип на менторски програми и обуки кои што специфични обуки кои што ќе развијат специфични вештини и особини што на жените во оваа сфера ќе им помогне да бидат конкурентни, бидејќи конкурентноста во оваа сфера подразбира цело време нови сертификати, нови обуки, тоа е нешто што не спие и не може да ве чека. Значи морате постојано да бидете во тек. И третата работа која би била, па најверојатно е поврзана, еве сега се обидувам со бројките во глава, меѓутоа тука има различни размислувања. Ајде, тоа исто така би било поврзано со флексибилноста што треба да обезбеди работодавачот, да речеме работата од дома исто така, бидејќи кај нас се уште не е законска можност, туку зависи од добра волја на работодавачот. Сега има работодавачи кои што исто така увидуваат дека работата од дома може да биде корисна и за самиот работодавач или некогаш неопходна во одредени услови. Меѓутоа сепак овие три работи, нас би рекла она што ни е најбитно е тоа што ни се потребни специјализирани обуки кои што ќе ги детектираат и ќе бидат токму изградени врз основа на оние способности, вештини што им се потребни на жените за да бидат конкурентни. Тоа и ние се обидуваме во рамките на нашата организација да го направиме. Неколку пати ги споменавме во разговорот социјалните мрежи. Пред да отидам малце кон заканите што ни се секојдневие преку социјалните мрежи, те прашам како некој како тебе, кој што многу е во таа област, користи социјални мрежи. Се прашуваш ли за се, чекај се, ова треба ли, не треба да ме оставам? Па да, затоа што искуството ми покажало дека секогаш се шегувам дека секогаш кога ставаш нешто на било која социјална мрежа, не се осврнува на тоа дека ти вела дека ова ќе биде ако ти стиснеш делит дека ќе биде избришано. Не, јас велам тоа останува некаде во некој облак и не се губи никогаш. И таа некоја информација може или таа некоја слика која што ти во некој момент на блажество ќе ја постираш или на екзалтација, после неколку години може да се покаже како клучна да те ангажира или да не те ангажира, да речеме, на некоја позиција. И ја во искуствено сум го видела тоа, не по мој пример, за среќа имам добри кочници што споделувам, но секогаш токму тоа ти што го кажа е она што ја секогаш ги советувам кога вела дај совет. Советот дека прво мора да си направиш самиот на себе си чек. Значи мора самиот себе си да се провериш. Она што се вели два пати мери еднаш сечи, исто така е применливо и овде. Така да се обидувам да моите социјални профили на социјалните мрежи се претежно поврзани со работа. Значи со нешто е јавност, мал дел се поврзани со приватност. Меѓутоа дури во приватноста тука имам јаки граници што постирам и тоа е мојот совет. Затоа што јас се шегувам, сега е многу тешко да гостуваш негде, например, овој подкаст. Сега после кој знае колку години, 10 години, ќе се појави негде и јас ако ќе кажам, добро, дали јас сум го кажала ова тоа? Значи, со социјалните мрежи и можноста да бидеш онлайн цело време, да споделуваш онлайн, тоа е добро, има многу добра страна, бидејќи е многу корисна алатка ако знаеш како да ја користиш. Значи, нас не треба лично упатство за користење самите на себе, но исто така е нешто што ни вели биди предпазлив, бидејќи после неколку години работите можеби ќе се сменат. Во друг контекст поинаку ти изгледа кажаното, веројатно. А останува, затоа што тоа дали кога ќе отвориш и ќе прогуглаш за нечие име, што и треба да го прави човек за да на некој начин го запознае она што значи јавно јас, бидејќи тоа е веќе јавност, а сега е светска сцената, не е домашна сцената, особено ја бидејќи поголем дел работам надвор, значи тој глас побрзо се шири, колку е поголема публиката, под првичната публика и тука многу внимателно мора, затоа што тоа и после 5 години ќе биде тука. И не мора да следиш
Microsoft годишен извештај за да видиш колку се пораснале, не знам, ransomware, колку пораснале фишинг напади, колку каков тип на хакирање се случиле во компаниите, за да знаеш дека расте, заради тоа што ако малку време поминуваш на Facebook, особено на Facebook, веднаш налетуваш на некаков тип на фишинг во кој што ти велат да добиеш награда, остави податоци од лична карта, не знам, од платежна картичка и така надаму, кои ти се како некој кој што веројатно со критичко око многу ги гледа сите тие активности на социјалните мрежи, што ти е она што на што си велиш не ми се верува дека на ова паѓаат луѓето, а што ти е она на што си велиш ова е прилично софистицирано, особено треба да се внимава и добро да се направи пауза пред воопшто нешто да преземеш. Па одличен пример даде ти, значи она што сега е актуелно и што ама мислам дека не е само сега, дека тоа кружи, само можеби сега малце повеќе. Еве, например, мене лично вчера ми стигна дека имам од некоја банка прилив, од македонска банка, во која што јас воопшто немам ни сметка ни ништо, и дека луѓето уствари паѓаат на такви работи, а најинтересно е што за тие работи постојано се зборува. Значи, за тоа баш има предупредувања, внимавајте, тоа се случува, не потпаѓате под такви влијанија. Ама луѓето го прават тоа. Меѓутоа, значи пак мора да се продолжи да се зборува за тоа, затоа што пример ми е единствениот матичен број. Пред многу години, кога работев со сега Агенција за заштита на лични податоци, тогаш имаше една голема кампања, бидејќи единствениот матичен број не е само број, туку тој во себе содржи многу податоци, односно идентификации, значи за тоа кој си, како си. Имаше голема кампања што траеше подолго време за тоа дека треба посебно да внимаваме на единствениот матичен број, затоа што го користиме при различни идентификации, влез во системи, користење услуги и така натаму. И луѓето, после кога правевме обуки, луѓето првото на што веле, на што треба да внимавате што треба се запрашате, дали некому треба да дадете, пише МБГ. Значи, тоа само покажува дека тоа е приказна која што трае и треба да трае и дека треба постојано да бидат луѓето на некој начин алармирани дека нешто се случува. Во однос на софистицираните најверојатно не се однесуваат толку на овие, да ги речам, обичните луѓе, бидејќи ти имаат и помалку податоци, да речам, на податоци од кои што веднаш може да се извлече некаква вредност, туку тоа особено за компаниите или да речеме за државните институции, тоа што исто така постојано ни се случува и што многу често се случува во регионот, а не е случајно, токму тој мултилеер, значи повеќе како се преведувам во глава, значи повеќе слоен систем на заштита, како да дојдете, да не дојдете до податоци. И тоа е она што постојано се случува, да речеме, во министерствата или во државните институции да бидат предмет на напад на нивните податоци, хакирање на веб страна, што во известна смисла укажува на тоа дека се уште степенот на заштита не е доволно на високото ниво, не е доволно софистициран, ама од друга страна укажува дека и, да речеме, хакерите стануваат уште пософистицирани, затоа што повеќе пати сум го кажала тоа, хакерскиот ум размислува различно од умот на обичниот човек. Она што мене никогаш не би ми текнало, секако ќе му текне на некој чија цела да хакира некоја веб страна или да навлезе во некој систем. Така што секогаш софистицираноста на нападот се мери според тоа, да речеме, колку податоци и какви податоци се таргетирани и земени како резултат на таквиот напад. И сега кога ти слушнеме тие вести по портали се пишува, не знам, го хакирале Фондот за здравствено осигурување, ќе хакирале, не знам, тоа и тоа министерство, и често слушам реакција, изгорел некој за моите податоци, што те земе, ништо не може да ми земе, се нека ми земе. Не сме свесни всушност што значи тоа. Најпластично, што значи тоа, кога се хакирани, се украдени и некој ги поседува нашите податоци. Кои се, можеби, најстрашните, да не ги земаме најбенигните, најстрашните последици по обичниот човек, оној чии што се земени тие податоци?
Па најстрашните е да речеме ако се случи напад во банкарски систем. И сега вие луѓето многу се грижат за своето финансиско здраве, ќе го наречам. Повеќе не го земаме предвид ова физичкото, менталното здравје, за кое што ти посочи пример. Ако го земеме банкарското здраве, финансиската благосостојба, ако што ќе се случи, ако да речем, ама за среќа, банките бидејќи се дел од големи светски корпорации, можеби таму системот на заштита на податоци во осигурителни компании на највисоко ниво. Што ќе се случи ако се пробие тој систем на заштита не е соодветен и се пробие мојата сметка? Што ќе се случи со моите пари? Значи, доволен е, тоа не мора да бидат сите мои пари. Може да биде континуирано некој да ми зема од моите пари. Значи, доволно е да навлезе и да зема по 50 денари од мојата сметка, за кој што јас можам да не забележам дека се случува. Значи, во колкави размери тоа може да отиде понатаму. Или кражбата, да речеме, односно не беше кражбата, туку тоа се прикажа како ево страна на Facebook во времето на Кембридж Аналитика и предходните председателски, односно предходните веќе, пред колку 8 години повеќе. Да, 8 точно. Да, сега 8 години, сега е повторно новиот новиот председател. Значи, што се случува кога со вашите податоци, кога се злоупотребени, тука не велиме украдени, велиме злоупотребени. Значи, некој ги употребил без да ве праша како да ги употребил за некаква цел, кој што, да речеме, вие дури не сте ни дел од таа цел, меѓутоа ги употреба за да креира цела кампања, значи она што се нарекува таргетиран маркетинг. Значи, така што сите тие работи, или што е најстрашно, може да речеме некој производ кој што вас ви е неопходен да биде пренасочен, односно вие да не го добиете производ, а замислете тоа да се работи за некаков лек кој што вас ви е суштински живото потребен во моментот. Или, ако имаме напад во систем, во здравствен систем, во кој што имате показатели некој се испраќа на некаква интервенција итна. Имаме напад на системот, имаме влез во системот. Доволно да се направи некаква мала промена што може да влие врз вашиот живот, врз вашето здравје. Така што тоа се само мал дел од примери што укажуваат колку податоците се битни, затоа што податоците се нашата лична идентификација, ама некогаш не се само идентификација, некогаш не се само имидж, туку некогаш сум јас, моето тело, моето здравје и мојот живот. Од љубопитност. Ова не сум сигурна дали го знаеш, ама морам да прашам од љубопитност, зашто често гледаме по серии, по филмови украдени идентитети, некој се представува како некој друг и тоа со години не наменски само за нешто, за некоја цел, туку со години паралелно живее со вистинската личност и вистинската личност не може да докаже дека тоа. Има ли такви ситуации во Македонија? Можно ли е во Македонија да се случи таква кражба на идентитет? Па јас искрено не сум слушнала. Предпоставам дека би дознале сите ние, токму од истата причина на која што ти можам да кажам алудираш, дека ние сме помала средина, работите многу побрзо се дознаваат, некогаш за среќа, некогаш за жал. Не сум слушнала за таков пример. Не верувам дека се уште има такво нешто, но од типот лажни профили, креирање лажни профили на социјални мрежи, со користење на туги слики и идентитет, тоа се случува постојано. Сите ние кои што ги користиме мрежите, добиваме и од наши пријатели, например има и моја слика злоупотребена на социјална мрежа, за која што чисто од како експеримент, јас не сум реагирала за да биде откриен профилот. Значи, тоа постои, но идентитет и некој да живее паралелен двоен живот, да го наречам, а без при тоа она оригиналната личност да не знае, тоа не сум слушнала. Значи, не чекаат уште интересни работи во држава. Најверојатно. Сето дека не ви пише Бред Пит дека му требаат пари од вас за лекување. Да, се окей. Па видите, ако имаш толку пари да му дадеш на Бред Пит, како што беше примерот, тогаш... Тоа заљубена си во него, сигурно.
Ќе се вратам на крајот на разговорот онака како што почнавме со иницијативата, со планираните активности, со она што го концепирате веројатно имајќи ги предвид и трендовите во сајбер безбедноста и она што очекувате да се случува во следниот период. Да, особено во таа област многу брзо се менуваат работите и мора постојано да се држи чекор, меѓутоа сигурна сум дека имате некаква рамка, стратегија која што укажува на тоа што се вашите следни чекори, активности и кон кои цели. Да, ние веќе ја работиме и програмата, односно имплементираме програмата за 25-та година и според нашата програма тоа би требало да биде мощна активна за разлика од претходните години, кои што ни покажаа дека за ваков тип на иницијативи е потребно време, самите да ја развиете иницијативата, да креирате препознатливост, својот бренд, и особено кога паралелно го развивате националниот бренд, со она што значи меѓународен бренд, паралелно ги правите тие работи, и она особено кога правите нешто што има финансиски импликации, така да го кажам, односно мора да обезбедите пари за да го работите тоа, бидејќи само тогаш ќе имате резултати. Вие може да терате одредени активности од типот на кампањи за свесност и така натаму и користите социјалните мрежи за таа цел, меѓутоа не можете други работи да правите без пари. Например, она на кое што ние сме концентрирани, а тоа е обуки, значи ние претендираме со текот на времето би се покажало како најкорисно за жените да обезбедиме одредени обуки кои што ќе ги профилираат, значи за развивање на одредени вештини и кои што ќе им обезбедат и на оние жени што сакаат да направат промена во кариерата, во кариерниот развој, да им овозможиме преку стекнување на одредено неформално образование, бидејќи во меѓународни рамки сега неформалното образование и особено во сферата како што е сајбер безбедноста, неформалното образование, таа сертификација, тоа е едно тркало кое што постојано се врти и многу битно. Испоредено со формалното, сега веќе можеби на одредено рамниште не се тука, ама многу битно. Веројатно заради агилноста. Апсолутно. Неформалното може многу побрзо да се менува, побрзо да се прилагодува на новите барања, на новите услови на пазарот. Да, баш така. Тоа е она на кое што ние ќе работиме. Еве сега конкретно имаме една GRC обука, потоа продолжуваме со други некои обуки кои што ги планираме. Она што ни е многу битно е, споменав, регистар. Регистар на жени. Зошто регистарот е битен? Бидејќи затоа што ќе ги собере на едно место сите жени со кои што располагаме во сферата на сајбер безбедноста, ќе ја создаде таа заедница за жените, но ќе добиеме и уште поважно, не ни се бројките најважни, важно ни се оние квалификативни показатели. Значи, квалитативни показатели, значи со каков капацитет, со кои вештини, со кое знаење, со кое искуство располагаат тие жени, и за да знаеме ние да ја прилагодиме нашите обуки што им треба, бидејќи има многу обуки, и во Македонија има многу обуки. Но, дали тие обуки ќе придонесат за жениве што се во сферата на сајбер безбедноста, тие да напредуваат? Значи, тоа ни е еден дел кој што веќе сме при крај и кој што ќе излеземе со една сериозна анализа во македонски рамки, можам да кажам, за овие показатели. Ќе работиме исто така на вмрежување, би сакале да работиме заедно со образовните институции во сферата на профилирање на кадри, бидејќи тој сегмент ни е исто така битен. И најголемиот дел, како што реков, ни се обуките и развивањето на вештини. Тоа нас ни е најпотребно и затоа што на тој начин влијаеме и врз креирање на свесноста и менторските програми кои што ќе одат паралелно и кои што веќе ги тераме заедно со кампањата за млада сајбер амбасадорка, што е битно, затоа што тоа се девојки од 18 до 26 години во сферата и кои што ќе имаат можност да ја представуваат Македонија во оваа сфера во европски рамки. Подобар амбасадор од тоа нема ниту за организацијата, ниту за државата, така што ние ќе продолжиме да го следиме на наше мото, односно тоа беше моje лично мото, што се уште и прерасна на некој начин во мото на организацијата. Инспирирај и дозволи си себе си да бидеш инспириран. Ве очекува интересен период и во сакувам многу успех. Благодарам. Благодарам, Наташа, ми беше задоволство.